Да, како што веќе најавивме, гостин во студио 10 на телевизија 24, денеска епидемиологот доктор Сашко Олумчев. Добро утро, доктор, и добре ни дојдовте. Добро утро вам и на нашите гледачи. Да, кажавме ви во најавата, од утре практично се попуштаат мерките, бројките на ново заболени се намалуваат, во болниците значително е намалена и бројката на пациенти. Дали тоа значи дека се ближи крајот на пандемијата? Еве кој е вашето мислење? Самите бројки кажуваат дека нешто се случува. Не само во државата, туку и на светски рамки. Бидејќи ова се работи за една досега непозната работа за нас, че прв пат се соочуваме глобално, не само нашата држава, и глобално со еден непознат вирус, со една непозната работа. Предпоставувам ќе имаме и многу непознати работи кои ќе ги истражуваме понатаму. Меѓутоа бројките го кажуваат самото тоа од себе, дека крајот се надзира. Не, можеби нема да биде веднаш, меѓутоа крајот се надзира, што е знак дека најверојатно нашата популација веќе стекнала каков таков колективен имунитет и едноставно ја намали силата, инвазивноста на самиот вирус, што за мене би бил огромен успех, ако докажеме дека тоа е така. Меѓутоа, според мен би било добро да почекаме уште 1 до 2 месеци, да видиме евентуално како ќе ни поминат летните одмори, бидејќи сега, еве од први, од утре ги олабавуваме рестриктивните мерки, што е позитивно, така треба да биде, па да видиме како ќе се однесуваме и ние како граѓани, како популација, но и самиот вирус, да видиме дали е само скриен или колективниот имунитет веќе ни е порастат на ниво кое е потребно за намалување на бројките. Кои се епидемиолошките очекувања или предвидувања во однос на понатамошниот развој на епидемијата во Македонија? Значи, што може да очекуваме сега во периодот што следи? Кои се можните епидемиолошки сценарија што ги имате? Видите, епидемиолошки сценарија може да има во моментот, порано имавме повеќе, меѓутоа сега ќе бидат само 2 епидемиолошки сценарија. Значи, ако вирусот ни е притаен, според сите правила на епидемиологијата и инфектологијата, може би да ни се јави еден мини бран после летните одмори. Меѓутоа, ако имаме створено веќе колективен имунитет, тогаш ќе немаме никакво. Значи, ќе имаме една блага линија која ќе се спушта и потоа ќе се изремни во зимскиот период и предпоставувам дека и самиот COVID-19 ќе ни влезе во сезонските болести, како што ни е и сезонскиот грип. И тогаш не би требало есента да имаме некои посебни проблеми, не само ради тоа што и вирусот ќе биде супримиран, ќе имаме колективен имунитет, меѓутоа и самото однесување на граѓаните е веќе на едно повисоко ниво. Значи, здравственото однесување е на едно повисоко ниво. Се научивме да носиме маски, да држиме растојание, да не се зближуваме толку, така да тие однесување, тоа поведение, понатаму ќе ни биде многу важно, бидејќи нема да биде само COVID-19. Понатаму очекуваме да имаме и други појави на други вируси, не ради тоа што не знам што ќе ни се случува нешто посебно. Едноставно самиот трансфер на патници, брзиот трансфер на патници глобално ја носи таа опасност. Така да ова поведение треба да се остане и понатаму на граѓаните. Рековте дека има опасност, меѓутоа можно ли да имаме нов бран, како што имавме, како овие досега што беа некој нов силен бран, или сега со вакцинацијата и еве што велите и свеста кај луѓето, какви се очекувањата? Значи, можно ли е пак такво сценарио да не се случи? Такво сценарио јас не очекувам, не очекувам затоа што вакцинацијата одлично тече во моментот, со оглед на тоа кога зборуваме за Република Северна Македонија, колку се нашите ресурси. Че како мала земја, да речеме и многу поголемите земји, обемот на вакцинација отприлика им ја тука. Иако тие имаат на располагање многу поголем број на вакцини, ние тешко се справуваме со тоа. Значи, како мала земја не можеме да ги набавиме во доволен број. Меѓутоа, тоа што го имаме до сега, одлично тече. Значи, здравствениот систем ја тера вакцинацијата одлично. Граѓаните, јас прво како епидемиолог бев малце скептичен дали народот ќе ја прифати вакцинацијата како потек, односно како алатка која ќе ни е сопре епидемијата, односно пандемијата. Меѓутоа јас сум пријатно изненаден од однесувањето на граѓаните. Значи се бара вакцина повеќе, така да што повеќе вакцини бидат набавени, што повеќе вакцини бидат аплицирани, ние многу брзо ќе го стекнеме колективниот имунитет. Се надевам на есен или до нова година, кога би го стекнали, тоа би бил одличен резултат и резултат за пример. Така, ќе зборуваме повеќе за вакцинацијата, меѓутоа ајде да почнеме со мерките. Дали ова опуштање на мерките според вас е оправдано и е на време? Па видите, значи веќе кога бројките падна на тоа ниво, кога базичниот индекс падна на помалку од единица, нормално е да се улабуваат мерките. Знаете, едноставно тоа е еден огромен психолошки притисок кој беше навистина голем
оваа последна година. Не само врз граѓанството, врз институциите, врз економијата, врз се. Значи се створи една таква напната атмосфера која едноставно створи еден страв кај луѓето, што понатаму. Така да мислам дека е време да се олабават мерките. Точно е на време. Комисијата за заразни болести одлично си ја заврши работата, одлично ги предвиде сите работи како ќе се одвиваат едноставно и мерките се точно на време направени. Значи според проценките на бројот на вакцинирани, на бројот кои имаат прележени, на бројот кои стекнале имунитет, мислам дека е време да се олабават мерките, а и тие самите ќе ни бидат индикатор дали ние имаме или немаме колективен имунитет. Значи ако после 15-20 дена, околу 20 јуни, ако нешто ни се јави покачување на бројките, тоа е знак дека се уште го немаме тој имунитет и ќе мора барем известно време да ги вратиме мерките. Ако не, значи ќе биде се во ред. Значи токму мерките ќе бидат показател за колективно. Во моментот индикатор ќе ни биде тоа. Затоа што ние немаме таков капацитет да вршиме интензивни тестирања. Како другите земји, значи да делиме тестови бесплатни, така да самите луѓе се тестираат во домашни услови или пред влегување во супермаркет, да речеме, или во некоја институција или во трговски центар. Ние тоа не сме во можност да го направиме, така да ќе ни биде тоа индикатор. Така. Добро, кога може да кажеме дека пандемијата е завршена и дека можеме целосно да се вратиме во нормала, значи кога се прогласува крај на епидемија, една ваква пандемија од вакви размери? Па видите вака по правило на сите, значи ако одиме по учебници, не треба од последниот пациент да поминат 2 последователни инкубации. Значи од последниот регистриран пациент да ни поминат уште 20 дена и тогаш прогласуваме крај на епидемијата. Пандемијата е веќе глобална работа, така да мислам тоа ќе си трае уште подолго време, меѓутоа мене не ме интересираат бројките, туку што се случува во нашата држава, нели? Граѓанството наше, Америка, на пример, или поголемите земји, и нив може ќе трае и повеќе. Јас очекувам дека до нова година, кон крајот на годината, ќе имаме една стабилна епидемиолошка состојба и ќе немаме никакви проблеми. Значи очекувам да биде сезонска болест, бидејќи знаете, таков вирус не може да се изгуби преку ноќ. Сигурно ќе циркулира низ оваа популација. Сепак се работи за таков вид на вирус кој многу брзо мутира и ќе се циркулира како вирусот на грип. Така. Добро, епидемиолошки гледано, еве дали летниот период е побезбеден кога станува збор за ширењето на вирусот? Какви се досегашните искуства? Затоа што знаете, и другите вируси во летниот период, нивната активност попаѓа. Затоа што луѓето едноставно се на отворено, значи особено кога се работи за вируси кои се пренесуваат преку воздух, значи airborne болести, тие се разредуваат концентрацијата на вирусот во воздухот, така да инфективноста негова опаѓа, инфективната доза паѓа, така да не се толку зарази, затоа што има мал број на вируси кои се инхалираат. Така да летниот период е секако порелаксиран и така треба да биде, според сите правила. Така. Летово ќе бидат дозволени свадби и прослави, тоа го одлучи комисијата, но на што треба да се внимава сепак при вакви настани, за да не дојде нели до нови жаришта, како безбедно да се прославува, за да не дојде повторно до ескалирање на состојбата? Не безбедно рековме, значи растојањето колку ќе се почитува, меѓутоа тие ќе бидат на отворено. Значи, преку инхалација тешко дека ќе можат да се заразат. Сметам дека имаме колективен имунитет, во тие гости ќе имаме вакцинирани, прележени и така натаму. Вирусот нема да биде толку активен, значи тоа ќе биде на отворен простор, ќе треба да внимават на хигиената на рацете. Значи тоа ќе биде најбитниот дел на хигиената на рацете и на приборите. Значи тој се одржува се уште на површина и тука ќе биде само опасноста. Ако вие ги дезинфицирате рацете во тие моменти, ќе нема мислам дека никаква опасност. Од тоа и ќе може да се продолжи, меѓутоа рековме со внимание и со почитување на овие хигиенски мерки. Маските на отворено исто така се укинуваат, но остануваат задолжителни на затворени места во јавен превоз, на места каде што не може да се одржува дистанца. Зошто е важно да се носат маските на ваков тип на затворени места? На затворени простории, значи имаме поголема концентрација на вирусот во единица воздух. Така да блиските контакти и затворените простори се уште инкубатори на вирусот. И ќе мора да се внимава, барем уште известно време, рековме, додека не докажеме дека популацијата ни е имунизирана, односно имаме колективен имунитет. До тогаш мислам дека е правилно да се држиме на тие мерки, да не ни се случи пак некоја појава на бран, затоа што знаете, и имунизирана популација и прележана не значи дека не е заразна. Тие пак можат да бидат заразени од вирусот, можат да заразат друг, а да немаат никакви симптоми. Значи заштитата со прележување и со вакцинација е лично за нас. Значи
Тоа е наш собствен имунитет. Ние пак можеме да бидеме заразни и да заразиме некој кој не е имунизиран, односно нема прележено или нема никаков имунитет. Така да тие мерки мора да бидат и за луѓето кои не се имунизирани, превентивни. Кога говориме за маските, дали и колку маските се покажаа како ефективни во борбата против епидемијата и на кој начин практично придонесоа? Многу. Еве јас ќе ви кажем еден показател. Оваа година немавме како речи ниту еден случај на грип. Не дека овој вирус беше посилен и го тргна грипот на страна вирусот. Маските ја завршија таа работа. Значи ние носевме маски, бевме заштитени, ставивме нели сезонска вакцина, меѓутоа таков драстичен пат на инциденцата на заболени од грип, јас до сега во мојата кариера немам виден. Значи заштитните мерки, маските ја завршија таа работа. Значи јас направив еден биолошки експеримент, значи на овие наши на микробиолошки плочи што беа. Значи се искашлав без маска и со маска. После 24 часа беше страшен резултатот. Едната плоча беше стерилна, значи не порасна ниту една бактерија, додека другата беше полна со колонии од бактерии. Значи тоа беше индикатор дека маските навистина штитат и тоа со ваква обична маска. Значи не N95, обична маска. Така да тие беа за мене број 1. Така. Значи геловите за раце и маските беа број 1 во заштитувањето од инфекција. Интересен експеримент кој што докажувате ефикасноста на маските. Доктор Сега. Олумчев, тука ќе направиме мала пауза. Продолжуваме со нашиот гостин во студиото, доктор Сачко Олумчев, епидемиолог. Доктор Сачко, зборувавме за маските, но што е со полицискиот час? Еве, тој и натаму останува на сила, од полнок до 4 часот наутро. Каде е логиката и оправданоста на оваа мерка, еве, според вас, кој е вашето видување? Па видите, логиката е токму во тоа, за да нема потоа после затварањето нели на кафеаните и на другите на кафулињата, да нема собиранки по дома, по викендици, такви работи, значи едноставно да ги избегнеме дружбите во затворени простори. Така, Токму значи, заради тука тоа, е тука е вината, логиката, да, и мислам дека оправданост. тоа е оправдана мерка. Така. Доволно е толку. Да. И сега она што е актуелно во јавноста, здравствените власти веќе најавија дека размислуваат дали да ги вакцинираат и децата против ковид. Кој е вашиот став на оваа тема? Треба ли децата да се вакцинираат и кога говориме за децата, за која возраст говориме практично? Па видите вака, еве јас ќе тргнам од сопствениот пример. Кога би имало вакцина сега во моментот, јас најмалото дете, имам 3, значи тоа е 12-13 години, би го вакцинирал веднаш. Значи Pfizer како вакцина отидоа малце понапред со нивните студии и докажаа дека таа вакцина е безбедна за деца. Така да децата како популација која ни е многу осетлива и најважна во по државата, јас би почнал веднаш со нивна заштита. Бидејќи видовме и во текот на пандемијата дека имавме и страданија и кај децата. Така да таа е особено важна популација која, еве, ако тргнеме од септември или октомври со нормална настава, би требало да ни бидат имунизирани и со тоа ние таа популација ќе си ја заштитиме. Многу важно е, доколку се обезбедат вакцини, да се почне со вакцинација на децата на време. Барем една доза да примат. Барем една доза? Барем една доза, да. Барем една, затоа што не знам дали ќе имаме време за повеќе, меѓутоа барем една доза би било сосема доволно за да почнеме со некои нормални текови. Во првиот бран некако не беа опфатени децата, меѓутоа мислам дека во вториот бран беше какво беше искуството? Првиот бран беше значи со оној првиот класичниот сој кој ни се појави на вирусот и тој не ги зафаќаше децата, туку постарата популација кои имаа малце послаб имунитет. Додека во вториот бран веќе кога ни се појави британскиот сој кој беше очекуван, веќе ги зафати и популацијата од подолните старосни граници. Значи децата ни страдаат, дури имавме ние и многу мали деца, значи доенчиња кои не беа заразени со COVID-19, што е една сериозна и алармантна ситуација за да размислуваме понатаму за следната година или понатаму, дека можеби може да ни се случи нешто и да ги заштитиме. Не гледам друг начин освен вакцинацијата. Кој е вашиот став како епидемиолог во однос на отворањето на училиштата со физичко присуство на учениците? Треба ли според вас од септември децата, учениците да се вратат во училишните клупи? Треба. Значи треба од септември, дали ќе биде септември, значи секој пат го спомнувам тоа септември или октомври, затоа што на почетокот спомнавме, ќе почекаме во септември да не ни се случи некое мало бранче, значи медитеранскиот дел ќе биде сега испомешан со туристи од сите краеви, да не ни се случи некое импортирање на некој друг сој на вирус кој ќе се помеша со туристите и ќе ни дојде назад.
во наводници медитерански сој. Да го почекаме тоа. Ако не ни се случи тоа, апсолутно децата можат да почнат. Бидејќи веќе се навикнати тие на превентивните мерки, беа толку дисциплинирани дечињата што мислам дека е подобро да одат на училиште отколку да седат дома пред компјутери и да следат настава кога се покаже дека едноставно не оди. Така. Значи, не само за дечињата, туку и да самите наставници имаат проблеми. Не е тоа. Кога немате директен контакт со учениците. Така. Рековме дека и бројката на пациенти е намалена. Каква е сега состојбата во болниците? Вие го покривате јужниот регион. Вие сте епидемиолог, меѓутоа 14 месеци работевте како волонтер со ковид пациенти. Какво беше искуството и како е сега? Дали се враќаат во функција болницата за редовните пациенти? Веќе пред неколку дена официјално беше затворена, пак ќе кажем во наводници, не е удрен клуч на врата на модуларната болница, но тоа значи дека го беше испишан и последниот пациент кој беше на дали на дневна болница или на болничко лекување во модуларната болница, што значи дека полека се враќаме во нормално. Болниците мора да се вратат за тоа што сакале или не, поради ковидот беа многу запоставени и другите пациенти. Рековме ќе мораме да направиме една дистинкција, понатаму една студија да се направи кои не беа пациенти со ковид и кои не беа пациенти нели од ковид. Многу важна работа. Тука кога ќе правиме и бројките за смртноста, кога ќе се анализираат, ќе мораме да направиме таква анализа. Значи ние балканските земји ќе мораме да се споиме заедно и да направиме една голема анализа кои луѓе ни беа заболени, односно ни починаа од ковид и со ковид. Значи коморбидитетите ни беа огромни. Нашата популација е страда од многу коморбидитети, особено висок крвен притисок и дијабет, да не речеме секој втор човек. И тоа се беше еден ризик фактор кој доведуваше до зголема смртност, особено од ковидот. Каква е состојбата со пост-ковид пациентите? Какви се тука искуствата? Значи искуствата покажуваат дека пост-ковид секвели ќе имаме. Имаме и ќе имаме понатаму. Се покажа дека имаме некои симптоми кои се јавуваат во пост-ковид рехабилитацијата и траат до 6 месеци. Значи дали ќе бидат невролошки симптоми, дали ќе бидат кардиоваскуларниот систем. Од прво беа сите насочени кон респираторниот систем. Се мислеше дека таа е болест само на респираторниот систем, меѓутоа се докажа не само кај нас, туку и пошироко во светот дека се работи за една генерализирана болест, генерализирано воспаление на крвните садови, што значи тоа дека сите органи страдаат. Така да ќе мораме да очекуваме ние сега симптоми од целиот организам. Значи ќе има разни симптоми кои ќе перзистираат до сега за овие 5-6 месеци. Имаме луѓе кои покажуваат симптоми во пост-ковид рехабилитацијата и се уште траат. Можеби ќе траат до година дена. Така да ќе мора едноставно да се пристапи со една конзилиарна студија во која ќе се опфатат тие пациенти, ќе имаме психички пореметувања, ќе мора да се вклучат психијатрите, невролозите, диабетолозите и многу други, гинеколозите исто така. Значи се јавија кај жените пореметувања во менструалните циклуси кои им траат 6 месеци после ковидот. Значи ќе се јавуваат и кај децата и така натаму. И ќе мора да се обрне внимание на тоа. Значи не е само да биде излекуван од ковид и тука да престане се. Допрва имаме компликации од него кои ќе траат. До сега имаме забележено 6 до 7 месеци, меѓутоа штом траат уште можеби ќе траат и година дена. Значи сега ќе се фокусираме на пост-ковид лекување. Ќе мора да се отворат пост-ковид оделение за пост-ковид рехабилитација. Ќе мора да се внимава многу на тоа. Ако сакаме да се вратиме назад, нас ни треба работоспособно население, бидејќи економијата ни клекна на колена. И тоа работоспособно население од кога е излекувано од ковид веќе не значи дека е излекувано. Се уште не се сите работоспособни, токму поради овие компликации кои ни се јавуваат понатаму. Кои сега се детектираат, можеби и пред тоа ги имало, меѓутоа фокусот беше на животозагрозувачките состојби. Потоа се увиде дека имаме и други. Добро, би сакала сега да придеме малку и на вакцинацијата. Во тек е имунизацијата на населението. Дневно се вакцинираат околу 10.000 до 13.000 граѓани. Вакцинирани досега со 2 дози се околу 70.000 граѓани. Со вакво темпо на вакцинација, кога може да очекуваме колективен имунитет? Вие на почетокот споменавте, меѓутоа еве сега и со бројките што ги имаме на вакцинирани. Па видите, ај малце математика сега. Многу не ми одеше математиката, затоа нели на медицина се запише, па ќе направиме. Значи ако базичниот индекс ние сега 0,5, како што рече почитуваниот
професор Мај Даниловски, значи 10 луѓе заразуваат 5, односно еден човек заразува половина. Значи логично би било половината да ги вакцинираме. Ако имаме, да речеме, 1 милион луѓе, 500.000 кога би вакцинирале и да сметаме дека имаме и каков таков имунитет, значи тоа допарва ќе го докажуваме, ние за 2-3 месеци би можеле да функционираме нормално како држава со вакво темпо. Сега ние не можеме да донесеме 1 милион вакцини, да имаме 1 милион на располагање, значи за 2 дози 500.000 би вакцинирале во рок од 15-20 дена, ќе се направат пунктови, персонал, ќе се вклучиме сите како волонтери, ќе ја завршиме работата. Меѓутоа прашање е набавката на вакцините, што во цел свет е проблем. Така, значи, само тоа. Зборувавме за мешањето на вакцините, односно на производителите. Тоа е веќе во фокус и на светската јавност. Кое е вашето мислење за тоа мешањето на вакцините? Па да, јас споров не мешање да не ги збуниме луѓето, не е тоа мешање на вакцините, него употреба на различни вакцини од различни производители. Значи, така, да. Сега во моментот ние имаме вакцинација со 2 дози, можеби ќе ни требаат со 3 дози. Јас сум поборник на тоа, значи имунолошки би било логично, затоа што да речеме Синофарм е направена по класичниот начин. Инактивиран вирус кој ги има сите антигени изложени на својата површина и ќе даде еден поширок имун одговор во однос на другите вакцини. Pfizer, да речеме, е суисочок од месенџер РНК. Значи, он дава имун одговор само кон тој исечок. Така да кога би, да речеме, прва доза Pfizer, втора доза, да речеме, Синофарм, трета може да биде Спутник или да биде AstraZeneca, тоа би било идеално. Би стварило таков имун одговор, односно таква имуна меморија. Не сакаме имун одговор да не ги збуниме пациентите, значи не сакаме голем имун одговор, од ни се јави нели таа цитокинска бура од која сите се плашија, него една имуна меморија која ќе опфати повеќе антигени. Така да и сите соеви кои ни се измутирани ќе бидат заштитени, организмот ќе биде заштитен со таа секвенцијална вакцинација. И тоа би траело се додека, нели теоретски не направиме поливалентна вакцина, како што е вакцината за грипот. Беше тровалентна, прекланската година излезе 4-валентната и сега замислите да се направи вакцина за COVID-19 која би била 4-валентна. Тоа би било идеално. Веќе се става сезонски еднаш и работата е завршена. Меѓутоа, мислам дека за тоа ќе ни треба време. Тоа би било идеално. А во меѓувреме, мене лично ако ме прашаат, јас би одел на таа секвенцијална вакцинација. Така, и сега во однос на вакцината Синофарм, кај нас со овие вакцини практично и започна масовната имунизација на населението. Имаше една студија во Србија која што предизвика загриженост и кај македонската јавност дека 20% од оние кои што ја примиле кинеската Синофарм не развиле антитела. Кој е вашиот став на оваа тема и дали само антителата се показател дека има имун одговор од по примањето на вакцината? Токму тоа значи. Антителата не се показател. Кој каков имунитет има. Не само во Србија, таква студија беше направена и во Кина, која е производител на оваа вакцина. Нивниот одговорен за здравство, таму има други титули, да не ги мешаме како е нас министри, направија една студија огромна и се покажа дека таа има ефикасност 50%. Меѓутоа, таа 50% ефикасност е со мерење на антителата, но за мене тоа не е индикатор. Значи имунитетот не се состои само од стварање на антитела. Тоа е хуморалниот имунитет кој го даваат Б клетките. Никој не ги спомнува Т клетките, кои се многу важни во имунитетот. А за нас се немерливи, не дека не постојат методи, меѓутоа се страшно скапи и се малце поинвазивни. Да се земам пример од коска на срцевина и се мери колкав број на Т клетки имаме. А тие се всушност тие клетки убијци, кои се најважни во имуниот одговор на инвазивниот вирус. Доколку ги може ние да ги измериме тие Т клетки, ќе видите дека ние имаме страшно добар имунитет. Меѓутоа не сме во можност тоа да го направиме, а тие ни се најважните. Тие го убиваат вирусот. Антителата, додека нивното ниво порасне, треба многу време, меѓутоа и брзо паѓа. И имуната меморија која постои во мемори клетките и треба време за да створи голем број на антитела. Значи треба да створи Б лимфоцити, па плазма клетките треба да продуцираат антитела. Додека те клетките се војска која стои во резерва, значи резервниот состав на војската и се пушта веднаш во промет и ги убива вирусите. Меѓутоа
во моментот ние немаме можности, односно се многу скапи тие методи за да ние направиме една масовна студија да видиме каков е целуларниот имунитет на нашата популација. Јас верувам дека е одличен. Значи да не луѓето се оптеретуваат со тоа со мерењето на антителата. Јас препорачував антитела да се мерат пред вакцинацијата кај некои граѓани, не ради друго. Имаше случаи, имаа многу висока титар на антитела, се вакцинираа, па имавме несакани реакции, значи хиперимуни реакции. Во тој смисол, не дека е тој показател кој каков имунитет, за да немаме несакани последици, иначе апсолутно не покажува ништо. И нула антитела да имате, сигурно имате те целуларен имунитет. Колку одсто од населението според вас има стекнато природно имунитет преку прележување на вирусот? Сигурно има и такви. Видете вака, има многу. Самото тоа што активноста на вирусот опадна нагло, покажува дека населението има имунитет. Значи не е само вакцинацијата во прашање. Има имунитет и веројатно се работи за целуларен имунитет кој се јави кај асимптоматските прележани, кој е немерлив во моментот, штом вирусот така нагло се изгуби. Значи нема логика да имаме таков пресек. Значи во исто време ни се јави една огромна маса на граѓани кои туку речи во исто време нели прележале асимптоматски и створиле имунитет и направиле стоп за вирусот. И затоа бројките така нагло ни паднаа. И се надевам дека ќе останат така, нели? Рековме дека вие работевте практично и во ковид центрите со ковид пациентите. Може ли еве малку да проговориме околу начинот на лекување? Ве прашав и претходно веќе ве прашам и сега дали го потребувавте ивермектинот, кој што се најавуваше така како корисен лек, како се покажува во вашата пракса и искуство? Па видете, тука имаше повеќе искуства, некои ги форсира фавиковирот. Јас почнавме со фавиковирот, меѓутоа не дека се покажа како недобар лек, одличен лек, секако меѓутоа многу скап. Значи нашите граѓани едноставно не можеа сите да си дозволат да го купат фавиковирот. Така да кога излезе ивермектинот, почнавме со негова апликација, јас имав и некои искуства со мојот професор во Бугарија, Катарџиев, кој ме научи некои работи од тропски болести и уште тогаш запаметив дека ивермектинот бидејќи нели се знаеше каков лек е ивермектинот, оди со доксициклин. Страшно добра комбинација излезе. Не доксициклинот како антибиотик, туку како лек кој ја спречува внесувањето на вирусната ДНК преку протеинската мембрана на човечката клетка. Страшно добра и страшно ефтина комбинација. И во комбинација со противвоспалителни лекови, рековме дека се работи за генерализирана воспалителна болест, многу добро одеше. Така да ние имавме одлични резултати. Особено во нашата модуларна болница. Морам да ги пофалам колегите, кај нас сите се внесува максимално и навистина имавме добри резултати. Говоревме и претходно, меѓутоа да се навратиме, дали пандемијата покажа дека населението кај нас се соочува со бројни хронични здравствени проблеми и впрочем, ние тоа го кажавте и вие дека тоа е така за жал. Така. Меѓутоа еве во таа насока што треба тука да превземат здравствените власти во делот на здравствените политики и создавањето на таа здравствена култура кај населението. Дали тоа сега треба да ни биде фокус после ова искуството со оваа епидемија? Па апсолутно. Знаете што, ние одевме повеќе на апели. Видовме дека нашето граѓанство прво некогаш не верува. Некогаш традициите се замешуваат тука, па верата, па не знам што и така натаму како фактори, и одевме на тоа за да не бидеме некако наметливи, да не навредиме никој, одевме со апели и тоа се покаже како многу добра мерка. Значи, граѓаните колку нели и да се традиционално против некои работи, сватија дека се работи за сериозна болест. Во секој семејство имаше по некој заболен. Не дај Боже ни се случаи и немили настане, меѓутоа така беше на почетокот. Така да ќе мораме ние да продолжиме со една такво апелирање за да се почитуваат и натаму сите тие превентивни мерки, значи една здравствена култура која мора да се подигне на повисоко ниво, да се почитуваат матичните лекари и секогаш навремено јавување на лекар кај било каков сумнителен симптом. Ние најголемиот проблем го имавме со тоа. Значи не навремено јавување на лекар. Луѓето мислеа дека се работи за обична настинка, па теорија на заговор, па не знам што и вака татка, и доаѓаа многу доцна на лекар и тогаш веќе со тие компликации ни се случуваа и несакани последици. И затоа мислам дека последниот период ќе мора да се поработи малку повеќе на тоа, граѓаните да си ги почитуваат матичните лекари и навремено. Па нека биде и советодавно, нека одат на еден совет кај матичните лекари. Тие ќе им дадат вистински совет и ќе ги упатат доколку треба некаде на повисока инстанца.
И тогаш мислам дека ќе немаме никакви проблеми и ќе бидеме канализирани малце повеќе. Нормално ќе мораме да обрнеме внимание и на коморбидитетите. Значи диабетот, хипертензијата, тоа ќе мора да се регулира редовно, затоа што луѓето кои ни настрадаат со тие коморбидитети. Така. Мора да внимаваме. И за крај, доктор Лумчев, еве како го оценувате справувањето на Македонија со ковид кризата? Значи, дали како се покажавме како држава, имаме ли капацитети да се справиме со една ваква пандемија од вакви размери? И според вас, еве, каде треба да има промени во иднина во делот на здравствениот систем, за да можеме да дадеме побрз и подобар одговор во други вакви околности? Видете, вака, значи ние како држава, со оглед на тоа колкави сме, и какви сме, ние одлично се справивме. Зборувам за тоа дека ние имаме многу мал потенцијал на здравствени работници, немаме бројка едноставно, немаме ресурси. Само да кажам, вие сте единствен епидемиолог кој што е во делот на јужниот регион, така? Така. Немаме ресурси. Епидемиолозите нема да ги броиме затоа што се најмалку платени, нема тука дискусија. Никој не сака да оди на епидемиологија. Дали може би сега ќе се зголеми заинтересираност? Се надевам, ако не ќе одат сите во странство, ќе одат во странство како и младите лекари што ни бегаат. Значи ќе мора да се поработи на таа проблематика да ние ги задржиме младите здравствени работници. Човечките ресурси не се во прашање. Другото се може државата да се справи со тоа. Меѓутоа со човечки ресурси не можеме. Значи ние не можеме да произведеме лекар за еден месец. Треба време. Да учи, да стажира, да се едуцира, да специализира и така треба 10 години. Исто важи и за медицински сестри, за болничари, за возачи, за хигиеничари кои беа исто така инволвирани. Значи мора да бидат и тие едуцирани за да се справат во услови на ковид. Значи ни треба работа на човечки ресурси, да некако ние успееме да ги задржиме. Ние имаме квалитетно образование и квалитетно здравство, меѓутоа немаме ресурси. Ќе мораме да внимаваме, а тоа како ќе ги задржиме, се знае. Нели, материјално малце да ги стимулираме и ќе си останат тука младите лекари. Тие се толку ентузијасти, ние имавме млади колеги кои ни дојдоа само што дипломираа во ковид центрите, па се покажаа извонредно. Толку се квалитетни и ентузијастички расположени, меѓутоа треба да ги поттикнеме со нешто да останат тука, да не ни ги зема некој друг. Так. Тоа е многу важно. Значи ќе поработиме на тоа и мислам дека ќе нема проблем во иднина. Што повеќе лекари и здравствени работници, здравствениот систем не е одличен. Така, доктор Лумчев, јас ви благодарам многу за денешното гостување, за тоа што бевте дел од Студио 10 на телевизија 24. Мислам дека опфативме теми кои што се од интерес за јавноста, ковид состојбата е секогаш во фокусот, така што ви благодарам уште еднаш за. Благодарам и на вас и да им се заблагодарам на сите здравствени работници, на сите колеги, значи не само лекари, сестри, болничари, возачи, медицински сестри, но најважно од се да се заблагодариме на нивните семејства. Значи тие беа главните поддржувачи. Еве лично на мене, моето семејство, меѓутоа и семејствата на другите здравствени работници, кои исто така страдаа секој ден, се додека ние бевме на работа. Значи, треба една голема и јавна благодарност кон сите нив. Токму така пандемијата покажа колку во суштина се значајни здравствените работници во секое едно општество. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Тоа беше доктор Сашко Лумчев.